Здраво и добро дојдовте во Smart Health. Јас сум магистар по фармација Росана Божиновска и денес ќе ги рушиме табуата поврзани со препаратите од ЦБД и медицинската употреба на канабисот. Со мене е магистар по фармација Филип Ачковски со повеќе од 20 годишно работно искуство во областа на промоција, едукација, маркетинг, продажба и бизнис развој во фармацевската индустрија, топ едукатор, активен промотор за здравиот начин на живот и автор на 2 книги за унапредување на здравието на пациентите, 50 здравствени совети за првите 100 години од животот. Ти благодарам, Росана, за убавата најава, за поканата за гостување во овој навистина еден модерен и квалитетен подкаст. Секогаш со задоволство прифаќам да поддржам проекти кои што се во насока на унапредување на здравието и здравствениот стил, а во овој случај и на унапредување на квалитетот на информациите кои што ги добиваат нашите пациенти, а и здравствените работници воопшто. Ке те прашам директно, дали ЦБД е нешто што секој фармацевт треба активно да го препорачува? Бидејќи ова е една навистина интригантна тема, која што предизвикува различни дилеми во јавноста, кои што се претежно поврзани со одредени митови, полуинформации и така натака кои што ги имаме, треба да бидеме јасни. ЦБД во принцип е еден безбеден препарат, еден канабиноид кој што навистина може да биде корисен за нашето тело во различни ситуации, меѓутоа како и се друго, тој не е за било каква ситуација. Тој не е еден универзален лек кој што би ни помогнал во секоја ситуација, ниту пак треба да се зема без соодветна консултација во случајов со фармацевт. За ЦБД не ни треба лекарски рецепт, меѓутоа ни треба една прецизна проценка на нашата здравствена состојба, која што вашиот добар личен фармацевт, веќе го наречеме, може да ја направи навистина квалитетно, ако е добро подготвен за оваа тема. ЦБД не е магична апче да потенцираме и не е замена за терапија. Може да се користи како адјуванс, односно како дополнувач на оддадена терапија. Апсолутно. ЦБД е една од многуте фармаколошки активни компоненти кои што ги има канабисот, зашто е за медицинска употреба. Освен ЦБД имаме ЦБЦ, ЦБН, благоречено канабинол, канабицинеол, имаме и тетрахидроксиканабинол, тетрахидроксиканабинолна киселина. Значи имаме премногу активни компоненти во медицинскиот канабис, ама на полиците во нашите аптеки се среќаваат најчесто препарати кои што содржат ЦБД и ТХЦ. Да ја направиме разликата, односно да ги разграничиме овие 2 активни компоненти од медицинскиот канабис, ЦБД и ТХЦ. Која е разликата меѓу нив? Навистина, канабисот е една широка тема, која што на многу луѓе им е позната од различен аспект. Она што е клучно и важно да го земеме во предвид е дека ТХЦ е еден екстракт кој што е комплетно познат и фокусиран во јавноста како екстракт кој што е носител на психотропно дејство. Во таа насока и регулаторот има поставено јасни правила во однос на овие препарати со ТХЦ, и тоа се препарати кои што одат со лекарски преписи, може да се користат под строго дефиниран режим на употреба, бидејќи самите тие со своето дејство го ефектуираат пред се во централниот нервен систем, се врзуваат за CB1 рецепторите и на тој начин, предизвикуваат така наречен хай ефект, го променуваат расположението на корисникот, имаат бројни ризици, ризикот навикнување, ризикот бројни други несакани ефекти и мора да се под строг лекарски надзор. Од друга страна, ЦБД е препарат кој што действува по други механизми. Се врзува за други рецептори, неговите дејства се поврзани со пред се со периферен ефект и со во одредени делови ефект на имуниот систем, и на тој начин, ние добиваме еден препарат кој што генерално е безбеден, токму заради тоа и дозволен без рецепт да се користи, токму заради тоа и кога велиме ЦБД ги насочуваме нашите пациенти или корисници према фармацевтот, не мора во секоја ситуација да го
консултираат лекарот, туку се во ситуација да го подобрат своето здравје. Убаво рековте, тоа е адјувант во терапијата, не е никако прв избор во терапија на било која ситуација, ниту пак треба да очекуваме чуда од него или дека тоа ќе ни ги реши веднаш проблемите кои што ние сме ги наталожиле веројатно со долгогодишни неквалитетни внесувања на исхрана или воопшто неквалитетен живот и неквалитетен животен стил. Ние го имаме тој ендоканабиноиден систем во нашиот организам. Генерално е грубо поделен на CB1 рецептори, значи систем кој што содржи CB1 рецептори кои што се најмногу сконцентрирани во нервниот систем и CB2 рецептори кои што се поврзани со имуниот систем, односно имунолошкиот систем. Телото самостојно си произведува хемиски супстанции кои што се налик на канабиноидите по хемизам. Анандамидот 2AG исто како компонента која што ја имаат онаа структура која што ја имаат и канабиноидите кои што ги содржи медицинскиот канабис. Всушност ние со внесување на канабиноиди не му даваме ништо ново и непознато на телото, туку само му дополнуваме нешто што тоа веќе самостојно си го создава за да го стави организмот во некоја состојба на еквилибриум, на рамнотежа. Како ние сега да го вклучиме CBD-то во аптекарската пракса, за да можеме и нашите пациенти на едноставен начин да ги ставиме во некоја фаза на еквилибриум, на рамнотежа? Убаво кажано, навистина CBD е една помошна супстанца, додаток, би рекле, во при одредени терапевтски состојби. Многу е важно кога препорачуваме CBD да земеме во предвид која е всушност побудата, односно потребата, индикацијата, ако веќе сакате, макар што кога дискутираме за вака категоризирани производи не мора да биде јасна и прецизна индикација, туку повеќе проблем кој што го има пациентот. Значи, ние тргаме во пракса од проблемот на пациентот, а не од нашата потреба да сугерираме CBD или некој друг препарат. Ние во аптека имаме многу опции за секоја различна симптоматологија. Така да, значи, доколку проблемот е во насока на несоница, проблемот е во насока на одредени болки, проблемот е во насока на одреден пад во имунитетот или некои имунокомпромитирачки состојби, тоа се анксиозност некоја можеби, ситуација во која што нашиот пациент е под зголемен и континуиран стрес, тогаш треба да размислуваме можеби за меѓу другите опции и за препорака на препарати со CBD. Можеме и на конкретен пример можеби да отидеме за да биде појасно тоа за нашите гледачи и слушатели. Ако имаме што е честа ситуација, поготово во денешно време, да имаме пациент кој што се жали на несоница. За несоница ние имаме многу опции за препорака. Може да препорачаме одредени препарати со магнезиум и Б витамини. Може да препорачаме препарати со мелатонин. Може да препорачаме и CBD. Може да препорачаме и нешто трето. Она што е важно е за каков тип на несоница станува збор, односно да навлеземе малку да поразговараме со пациентот, која е основата на проблемот. Доколку пациентот може да заспие, лесно заспива, а се буди во текот на ноќта и потоа не може да заспие, значи во суштина ние веројатно немаме проблем со мелатонинот. Тој се лачи, ние заспиваме, меѓутоа нашиот организам е возбуден под стресе и се прекинува тоа. Симпатичкиот нервен систем функционира. И тоа е можеби многу полошо отколку да не може да заспиеме одеднаш. Значи ние треба да го смириме во таква ситуација, на пример, е добра идеја да се земат препарати со CBD и нормално ги земеме навечер, ќе ги земеме пред спиење и на тој начин ќе му помогнеме на нашиот систем, како што рековте, да го ставиме во рамнотежа, во еден еквилибриум, меѓутоа не треба да очекуваме дека тоа ќе се случи одеднаш. Во аптека ни се достапни повеќе фармацевски форми кои што содржат CBD, изолати или масла со full spectrum hemp seed oil. Имаме полидозни капки кои што се со класична капалка, имаме полидозни спрееви за сублингвална употреба, имаме пастили, имаме мастики за джвакање.
Имаме гелчиња на база на мед, имаме опции за избор. Сега, најмалку подетално да ги дефинираме оние моменти каде, како, што би можеле да искомбинираме, каде можеме полидозни, каде можеме монодозни и која е предноста на едните, односно негативната страна на другите, можеби во одредени ситуации поврзани со пациентите. Обично вие што се полидозните препарати, како можеби да се вклучат во секојдневието на пациентите, а како можеме да ги вклучиме монодозните? Фармацевската индустрија во суштина е доста развиена и размислува на многу елементи, меѓу кои што и како да му пружи опции на корисникот, на пациентот во случајов, а и на самиот аптекар, да му понуди на соодветно решение за практично за секој пациент, па заради тоа имаме и различни форми. Сите си имаат одредена предност и одреден недостаток, иако нормално ние како фармацевти, особено вие фармацевти во аптека, веројатно имате и некои преференции од стручен агол, што би дале. Генерално, кога зборуваме за полидозни форми, поготово капки и спрееви, најдобрата предност во овој случај што имаат е што пациентот во соработка со фармацевтот или лекарот во некоја ситуација може да ја титрира, да ја подесува дозата. Оно што е интересно кај CBD препарати, и кај други препарати во суштина, не е ексклузивно за CBD се разбира, е дека понекогаш ние не знаеме да ја погодиме од прва идеалната доза. Значи ние по правило треба да стартуваме од најниската можна доза и тоа е многу згодно као овие препарати. Ти си купил едно шишенце со капалка или со спреј, почнуваш со едно или две прскања зависно по упатство и од концентрацијата која што имаме. Меѓутоа, за да го достигнеме ефектот, можеби кај одредени пациенти ќе требаат 3, 4, 5. Значи, нас ни треба еден процес на титрација, на подесување на дозата која што можеби трае и повеќе денови. Во таа смисла, овие полидозни препарати имаат таква предност. Може да бидат и сирупи и така натака. Монодозните препарати, генерално, гледано од мој аспект, ми се умилени и подобри, можеби и од машки аспект гледано, бидејќи се попрактични. Тука веројатноста за грешка е многу мала. Знаеме која доза ја зијаме еднаш во точно одредено време, веројатно бидејќи ова е природен препарат, да не заборавиме, значи тој со текот на времето како и секој друг ќе губи од концентрацијата, ќе губи од активните супстанции, мислам, тоа важи и за лекови, кои што се пакувани во, секогаш велам, ако зимате сирупи или нешто друго, испијте ги до крај, нема да ги чувате. Не добиваме ништо со тоа. Стабилноста ќе се намали, не знаеме колку имаме после некое време. Истата ситуација е и овде. Монодозен препарат гарантира иста доза, еквивалентна во рокот на време траење, гарантира многу подобра хигиена, нема да успееме да го загадиме за разлика од сирупите кои што се под ризик, значи со тие шприцеви и така натака, и гарантира дека пациентот нема да погреши дали избирал точно 10 капки, 9 капки, дали капката, аголот под која што ја стават. Зборуваме за можеби едноставни проблеми, а не за едноставни кога треба да имаме прецизно дозирање. Така да, кога зборуваме од овој аспект, од аспект на титрација, од аспект на можеби економска некоја логика на пациентов, згодни се полидозни препарати. Ако зборуваме за квалитет, за константна доза, за хигиена, за сигурност, за рок, монодозните препарати секако дека имаат предност. Така да, ако може да дефинирам, може и полидозните препарати се добри додека да ја дефинираме дозава и за пациент што не ја знае, оној што си ја знае дозата или кај што веќе сме одредиле, монодозен препарат има апсолутно предност. Сега обично кога препорачуваме ние од аптека, директно, што се однесува за препарати на база на CBD, препорачуваме по принципот start low, go slow. Таа ни е како една девиза што ја имаме, што се однесува до препаратите на база на канабис. И обично препорачуваме да тоа биде во вечерни часови, кога пациентот одмара, или евентуално за денови за викенд, кога има слободни денови, кога ќе може да ги помине деновите во одмор, за да видиме и да добиеме фидбек од негова страна како се чувствува кога го зема препаратот. Сега, дали сметаш ти како магистар по фармација дека полидозните препарати тука ни се попаметен избор,
да ги препорачаме на пациентите. Кога имаме момент кога ние не знаеме точно кој е прагот на толеранција на канабиноиди кај пациентот. Дали можеби полидозните препарати во овој момент ни се попаметен избор од монодозните, со оглед на страна која ставиме стабилноста, додека не дефинираме праг на толеранција за канабиноиди на таргетираниот пациент и дефинираме понатаму со која монодозна формулација биоделе, со која доза или дневна или поединачна или максимална дневна. Па мислам дека погодивте во центар на проблемот, односно на ситуацијата, и токму заради тоа и француските производители го дале овој широк опсег што го споменавте на производи. По правило за сите производи кои што делуваат во аспект на нервниот систем или на имунитетот, секогаш одиме со, а и воопшто во фармацијата, ако може да постигнеме ефект со пониска доза, секогаш треба да го направиме тоа. Истото важи и овде, особено поради целата таа стигма и нејаснотија, магла која што можеби некои пациенти имаат околу производот. Значи, во таква насока и понекогаш некој наш балкански, ќе кажам, менталитет кој што вика дајте ми го веднаш тоа што пишува Форте или Ултра, појакото Рапид. Не, тоа е погрешен пристап во секој случај, а поготово во овој кога не знаеме што е, кога прв пат го ставаме пациентот, мора да го ставиме на почетнава доза. Во тој аспект, додека да се дефинира дозата, се корисни полидозниве препарати. Треба да земеме предвид дека овдека има еден сложен механизам на обработка на овие препарати, значи користење на ензими на црн дроб, и ние зависиме не само од тоа дали пациентот прв пат воопшто користи CBD или не, дали користи антидепресивна терапија или не, дали користи, колкава е неговата физичка големина, височина, килажа, дали му е во добра состојба црниот дроб, или можеби е веќе тој истоштен од некои други лекови или антикоагулантна терапија. Значи, така да, во тој контекст исправен изборот да се оди со ниска почетна доза, исправен изборот кога не знаеме што да очекуваме, да се оди со вечерно земање за почеток, што е поврзано и со некои очекувани или можни несакани нуспојави. Рековме, не се чести кај CBD, ама може да се појават нормално, не постои најбезбеден лек. Апсолутно. Секој си има несакан ефект пропратно со него, па дури еден обичен парацетамол. И колку е поголема дозата, толку се поголеми и несаканите ефекти. Заради тоа е и сосема логично, и тоа треба да го прифатиме, дека за тоа почнуваме со минимална доза, за да утврдиме и која е толеранцијата на пациентот, како во однос на ефектите, така и во однос на нус ефектите. Значи, кога ќе си имаме пред нас пациент, како фармацевт во аптека и сакаме да препорачаме препарат на база на CBD или како претходно што кажав, full spectrum некој hempseed oil, за нас како фармацевти побезбедно е да одиме со препорака на полидозен препарат, кој што ќе можеме да му го титрираме со доза на пациентот буквално од една капка па се до прагот на толеранција, кој што може. Обично имаме пациенти кои што толерираат само 5 милиграми на CBD, ама имам и пациенти како мене кои што толерираат и до 150 милиграми на CBD. Така да, еве тука да кажеме, јас пак ќе кажам, според мене, според моје лично искуство, да полидозните препарати мене секогаш ми биле пред сите овие останати монодозни. Ама по друга страна, па монодозните ми се многу практични да ги препорачам на пациенти кои што сакаат едноставност, прифатливост. Па понекогаш имаме јасна ситуација. Да. Имаме пациент кој што веќе пробал и користел препарати. Тој веќе знае со која доза го постигнуваме посакуваниот ефект. Ако зборуваме за некој благ седативен ефект или ако зборуваме за некој смирувачки ефект, како што обично очекуваме, нели? Кога ги користиме овие
овие CBD препарати. Од друга страна, апсолутно тотално нов пациент кој што никогаш не користел ништо и не знае која е неговиот праг толеранција, е логично да се стартува со полидозни препарати. Од друга страна, секој од препаратите и не е ист. Имаме точно наведена концентрација 10%, 15%, 1000 мг, 50 мг и така натака, па ние можеме и да го на старт подесуваме каде и што. Меѓутоа, кога веќе ќе ја дефинираме дозава, ако имаме монодозен препарат, секогаш ќе има предност во таа ситуација, заради наведените ситуации. Да, сега повеќе ставивме акцент на нервниот дел од делувањето на CBD, односно на нервниот систем, ама се почести ни се посети во аптека од пациенти кои што имат некои системски воспалителни процеси, благо речено артрити, автоимуни заболувања, кои што исто така се поврзани со системски воспаленија, кои што им делуваат и на физичко, а и на значи на соматско и на психосоматско здравје. Сега, тука како ние CBD да го вклучиме, а да не се плашиме дали можеме или не можеме да направиме поголем проблем во однос на заболувањето. Кај автоимуни, што да очекуваме? Кај автоимуни, кај воспалителни процеси? Мислам дека ситуацијата со чести изголемени воспалителни процеси кај популацијата е за жал ситуација која што е во тренд, да не речам, односно подобро кажано е нешто што е еден од медицинските предизвици. И е тесно поврзан со падот на квалитет во животниот стил, тесно поврзан со зголемен седечки начин на живот, тесно поврзан со пад во квалитетот на храната, користење на процесирана исхрана, веројатно и загадување на воздухот и така натака. Значи, ситуација во која што ние сме тригерирале еден комплексен внатрешен механизам на воспаление. Во таа ситуација е секогаш добро и корисно ние да го соодветно модерираме, односно имуномодулираме нашиот имуносистем, бидејќи тој е одговорен за реакцијата према воспалението. И ако тој е во идеална состојба, во еквилибриум, тој соодветно ќе реагира не во насока на интензивни процеси на борба против воспалението, туку во насока на сузбивање на тоа воспаление. Во таа смисла, одредени препарати што се на база на CBD, кои што докажано имаат подршка имуна во организмот, може да бидат како сапорт, како адјувант, како што реков уште на почетокот на разговорот, може да бидат многу корисни, без при тоа ние да тргнуваме од идеја дека знаеш што, сега ќе земеме ние препарати со CBD и ќе го решиме ние овој проблем кој што сме го наталожиле со години назад неквалитетен животен стил. Ние мора да го најдеме причинителот за воспалението. Така. Тоа е основната наша работа и било која препорака за било кој препарат, без пред тоа да сугерираме промени во животниот стил, е недоволно добар аптекарски совет. Расно е дека во аптека работата е доста динамична и дека можеби не секој пациент ќе успее да го добие вниманието што му е потребно. Некои од нив не го ни бараат. Тие обично бараат одма нешто инстант решение, ама нашата одговорност како фармацевти е да бидеме и едукатори во тој дел и секој час на колегите што тоа наоѓаат простор и време да го прават. Да едуцираме здрав животен стил, да едуцираме сон правилен, време на легнување, правилна исхрана, физичка активност, движење, барем половина час до 1 час ако можеме дневно. Зборам за обични луѓе, не зборуваме ние за спортисти или било кои тука рекреативци. Така да на тој начин да го доведеме организмот во правилна состојба, па дури потоа да ја довршиме, условно кажано, работата со
превентивни мерки, па и со терапевски мерки. Тој можеби, ако е во тешка воспитална ситуација, ќе прима и лекови, а CBD ќе биде адјуванс во овој дел, така да стварно има навистина голем простор. Доколку не би биле едукатори во однос на пациентите за вакви ситуации, тогаш би можеле слободно да ги затвориме аптеките и да останеме со маркети и со драгери. Па добро, навистина широка тема. Меѓутоа, во секој случај, борбата за позицијата на фармацевтот, меѓу другото, се прави и со стручноста и со поддршката на оној кој што е наш примарен чинител. Без пациентите губи смисла постоењето и на аптеките, па и на фармацевтите. Каков е твојот впечаток, еве, како некој кој што има толку годишно искуство во работата и со продажба, и со маркетинг, и со промоција, и со едукација, и во бизнис развојот на фармацевската индустрија, каков е твојот впечаток за фармацевтите кај нас? Конкретно, не само за фармацевтите, зборам за фармацевската фела, за нашиот фармацевски сектор, колку ние сме обучени, колку ние сме спремни да излеземе со став поврзан со медицинскиот канабис и со препаратите на база на CBD, и тоа јасно и гласно и сигурно, одговорно да го понудиме на нашите пациенти. Подобро, кога зборуваме за фармацевтите и фармацевтите техничари, да не ги заборавиме кои се навистина активни чинители во функционирањето на аптеките кај нас, недосмислено можам да кажам дека навистина имаме квалитетни кадри, од една страна, од друга страна темата за CBD не е толку нова, некаде пред 5-6, можеби и нешто повеќе години, кога започна, кога се отворија прво законски рамки за да може ова да се да функционира, па започна продукција и така натака, веќе се работеше активно на прво создавање на свест во јавноста, а потоа и кај фармацевтите за една нова тераписка можност која што ја отвараат овие препарати, кои што во светски рамки се тренд и бум, кој што е во апсолутен развој. И сега, за жал, како и секоја друга работа која што овдека започнува, неопходно е да се рушат митови, тоа не е завршен процес овде, меѓутоа фармацевтите кои што сакаат да бидат препознаени како сериозни здравствени лица и едукатори, мора да бидат спремни, меѓу другото, и за овие производи, и дел од нив нормално вложуваат во својата едукација. Јас испратам една порака овде, дека ниедна едукација, па и за потребата на производи базирани на CBD, не е залудна, таа ве прави поквалитетен кадар, креира поголема вредност за вас во очите на вашите пациенти, каде што во суштина е и клучната суштинска улога на фармацевтот, и тоа е единствен начин да избегнеме етикетата на продавачи во бел мантил. Ние сме советувачи, или треба да бидеме советувачи, да ги водиме пациентите, се разбира со едно сериозно жонглирање со време, простор, таргети, бројни математики тука кои што се направени, се додека не се дојде до едно разбирање и од филата и од државата дека треба да добие вистинска позиција фармацевската професија, а поготово аптека. Ако ставиме акцент на пациентот, тоа ќе ни биде многу едноставно. Апсолутно нема поефикасна метода на продажба од пациент што се враќа бидејќи е задоволен кај вас, а не тој што многу платил еднаш, па после тоа можеби и не е најсреќен. Кога сме кај фармацевските формулации, сега се вратиме чекор наназад, имавме полидозни, монодозни, дискутиравме кои се предности, кои се недостатоци, кои, каде, што, како можеме да ги вклучиме. Кај нас од монодозниве препарати, бидејќи за полидозни веќе јасно ние што имаме достапно, канабигал имаме спрејче за сублингвална употреба, имаме капки со класична конвенционална капалка.
од монодозните препарати, имаме достапно сироп во форма на кесички со основа на мед. Како тоа да го поврземе медот со CBD? Па добро, навистина канабигал е една екстензивна линија во која што влегуваат препарати како за внатрешна употреба, кои што ги споменавте, така и за надворешна дерматолошка употреба, па и за некои специфични состојби, како што е псоријаза, како што е првут и така натака, значи атопична кожа, атопичен дерматит и слично, навистина тоа е една екстензивна линија. Меѓутоа, кога го зборуваме конкретно за оралните дозажни форми и особено за монодозните форми, тука дефинитивно фаворит е канабигал сирупот, кој што е во еден популарен стикпак пакување, доста практично заради тоа што овозможува да ја внесеме една наша цела доза на еден безбеден хигиенски начин и да го задржиме концентрацијата во текот на целиот период на време траење на рок на употреба на препаратот. Сега медот е избран како еден медиум за дистрибуција на маслото од екстрактот од CBD, бидејќи од една страна во најголем број од случаите препаратот се користи, рековме, во вечерните часови. Користењето на сладки работи како прво не стимулира да го прифатиме на подобар начин овој производ. Од друга страна, значи, медот е познат како доста корисен во случај на одредени имунолошки проблеми и така натака, или проблеми со грло и слично, каде што исто така CBD препаратите наоѓаат корисна примена како дополнување, така да во тој и не помалку важно од технолошки аспект може успешно и стабилно да опстои овој производ, бидејќи во секој случај најважна работа која што како фармацевти треба да имаме во предвид е да имаме еден, кога станува поготово збор за природни производи, еден стандардизиран производ, каде што ние стоиме, гарантираме како компанија, како фабрика позади концентрацијата на производот, стабилност и успешен ефект. Сите тие три работи во оваа комбинација се споени и заради тоа канабигал стикпак, односно сирупот во форма на кисички е навистина добар избор кај различни проблеми. Магистар Филип, да ги дефинираме вака на брзина, краткиве прашања, што ни се од најголема полза и нас фармацевтите во аптека, а и за пациентите кои што се заинтересирани, сакаат и може би пробале до сега многу препарати и немаат ефект конкретно на подобрување на квалитетот на сопственото здравје, да им конкретизираме, значи во кратки црти со по една реченица за препаратите за CBD. CBD наутро или навечер? Генерално, ако прв пат користиме, мудро е да се зима навечер. Исто така, ако индикацијата е несонница, се разбира дека ќе го земеме 30 на минути пред спиење. Доколку го користиме за анксиозност или некои стрес ситуација која што може би се случи во текот на денот, треба полека да го воведуваме препаратот и да мониторираме ефектите кои што ги имаме врз организмот, односно нус ефектите, дали има некоја поспаност, дали има некој замор, дали има некој пад во концентрацијата. Во таква ситуација ќе се консултираме со нашиот фармацевт. Со или без храна? Во пракса е подобро заради апсорбцијата да се користат после јадење. Најголем фаворит во ваква ситуација е ако ги внесуваме тука заедно, односно после некоја масна храна. Следното прашање кое што најчесто сум го добивала во аптека, дали може да се комбинира со антидепресиви? Ова е една деликатна тема и бидејќи самите пациенти се деликатни, а и заради тоа што во суштина може да дојде до одредени интеракции поради метаболизирањето преку црниот дроб. Меѓутоа, заради тоа е важно ние
како фармацевти да прашаме која терапија ја зема пациентот, Така. нели, додека не ни овозможи системот да ги гледаме сите тие терапии што ги земал наназад, ако не ја знаеме, нели? Ако не дојде во истовремено со сите рецепти. Така да во таква ситуација, значи, можно е, меѓутоа со внимание, понекогаш со консултација со самиот лекар ако не е возможна таква комуникација и со правилно распоредување на земањето на лековите. Можеме да го земаме едното во текот на денот, другото навечер и така натака и да минимизираме ризик. Во секој случај треба да пратиме како ќе се одвива пациентот и заради тоа е важен тој однос пациент-фармацевт. Да се врати во аптека после 5, 6, 7 дена од стартот, да сподели со нас до каде сме со ефектите, дали е се окей. Кога пациентот, и тоа е исто често прашање, кога можам да почнам да чувствувам некаков ефект од препарат со CBD? Зависи пред се од самиот пациент, од неговата здравствена состојба, години на возраст, физичка кондиција, килажа состојба на црн дроб, кај некој и дали ќе погодиме дозата. Од прва, кај некој може после ден-два да почнеме да чувствуваме значајни ефекти, кај некој може би и 2 недели ќе поминат со титрација додека да дојдеме до вистинската доза, нели, за да го дојдеме до саканиот ефект. Можеме да го користиме долгорочно или имаме ограничувања во употребата? Доколку се мониторира соодветно, нема спречување да го користиме и во повеќе месечен период. Меѓутоа, мојот принцип е дека нема потреба да земаме нешто што не ни треба. Значи, ако во некој случај позади проблемот е нешто што треба да се реши, CBD во најголем број од случаите е, рековме, еден адјуванс, еден помошник да ги реши симптомите, а не да реши основата на проблемот самостојно. Така да, ако е проблемот во животниот стил, ако е проблемот во некоја физичка, физиолошка состојба, треба да го решиме тој проблем, а CBD само да ни помогне да тоа побрзо го постигнеме и поефикасно да го едноставно мотивира нашиот организам да го решиме проблемот. Меѓутоа, ако ние сме под некој хроничен стрес, кој што нема да помине сам од себе, може би екстерен фактор. Некој во таква ситуација ние може да го користиме тоа повеќе со внимание, иако немаме несакани ефекти и на еден средно долг рок, така да се изразам. Значи пациентите може да се ослободат дека доколку имаат потреба, колку имаат потреба, толку може да си го користат. Генерално кажано, нормално додека си воспостават рамнотежа со начинот на живот. Додека да се воспостави рамнотежата, никогаш не би сугерирал тоа животно земање, затоа што овие препарати едноставно не се од тој тип. Тие се за времено подобрување на симптомите и состојбите. Кои пациенти ќе ни се препознаат во овие препарати? Во препораката за овие препарати? Кои се индикациите кои што главно можеме да ги потенцираме за нашите пациенти да се препознаат и да дојдат да побараат консултација и помош во аптека, конкретно за препаратите на база на CBD? Широк е спектарот на пациентите и верувам дека секој пациент во некој период од животот би дошол во состојба во која што би можело да му биде корисна примената на препарати на база на CBD. Во секој случај, први фаворити се пациенти кои што се изложени на стрес, анксиозност, кои што имаат пад во имунитетот, кои што имаат проблеми со сонот, кои што имаат одредени болки од невролошка природа или кои што траат подолго време, можеби се предизвикани од сосема некој друг системски проблем. Во таква ситуација CBD препаратите можат да им олеснат побрзо да го стабилизираат својот систем. Значи CBD, да дефинираме, не е тренд, туку ни алатка како да стигнеме до правилниот начин на живот, како да се ставиме ние, нашиот организам и нашето здравје во една рамнотежа, во еден баланс, и после тоа си продолжуваме нормално со здравите навики, со здравиот начин на живот. Нормално со или без CBD, зависи како ќе си одбереме да ни биде. Кај CBD ни е важно да биде квалитетно, значи да биде квалитетен препарат, да биде правилно дозиран и да биде пратен од стручно лице, односно од фармацевт,
или лекар во случајов, може и да се комбинира како тим, јас сум секогаш за тимска работа, да се прати, ете да кажам, таа терапија под наводници, бидејќи пак ќе кажам не е лек, туку е адјувант на терапија, да се прати под надзор да биде на фармацевт или на лекар. Ако слушателите нешто запомнат денес, некоја работа, тоа е дека стартуваме со ниски дози, односно се водиме по таа девиза start low, go slow, го пробуваме, го тренираме пациентот да видиме до каде може да издржи, која е онаа доза која што му е ефективна, која доза веќе му прави проблем. И тука веќе отприлика знаеме со пациентот како можеме понатаму да го водиме кроз тој пат на употреба на CBD препарати со CBD. Темата за медицински канабис и препарати на база на CBD е многу обширна, али најважно од се е да бидеме добро информирани. И ние како стручни лица и пациентите како корисници на препаратите. Кога сме кај информираноста, кај едукацијата, магистар Филип, имаш, како што спомнавме во најавата, зад себе 2 книги напишана за 50 здравствени совети во првите 100 години од животот. Така е. Каква е приказната позади овие книги? Значи, книгата 50 еднакво на 100 и 50 поголема од 100, вториот дел, провокативно наречени 50 здравствени совети за првите 100 години од животот се плод на еден проект за унапредување на здравствената свест под брендот Топ Едукатор, кој што во суштина има за цел да го унапреди разбирањето пред се на пациентите за основните и најчестите здравствени проблеми. Има за цел така наречено креирање на паметни пациенти кои што ќе можат навремено да ги препознаат проблемите во здравството, да им обрнат соодветно, но не преголемо внимание, да си само помогнат, тоа е еден практичен водич за самопомош при основни проблеми, дали е тоа покачена температура, дали е тоа диареја, дали е тоа покачен крвен притисок, холестерол, покачена гликоза и бројни други состојби кои што се случуваат од педиатриска па до гериатриска возраст, брзо да реагираат, да санираат одредени состојби, бидејќи во некои ситуации брзата реакција ја прави разликата помеѓу успешно санирање на проблемот или завршување во болница. Игнорирање на некои проблеми може да придонесе доста потешка здравствена слика, а од друга страна презасилување на некои проблеми и одење на лекар за било каква работа го одзема вниманието и времето на лекарите од пациентите кои што навистина имаат проблем. И во тој контекст нема ограничување, ниту пак може да постои состојба во која што ние премногу знаеме за нашето здравје. Секоја здравствена едукација ја сметам за корисна и правилна, и во тој контекст се направени овие книги едноставно брзо да го водат пациентот, родителот со најчестите и најфреквентните здравствени проблеми и тој да знае како да реагира, кога да реагира сам, кога да не крева паника, кога да оди брзо на лекар и да не губи време. Така да тоа е еден од моите проекти кои што меѓу другото потврдува дека и фармацевтите се активни чинители во подобрувањето на здравствениот систем и во подоброто здравје на нашите пациенти. Мораме како фармацевти да бидеме активни чинители во здравствениот систем, затоа што сме последната алка од целиот тој синџир на здравствен тим, кој што се занимава со сите, па дури најосновните проблематики кои што ги имаат пациентите од аспект на здравјето. Кажи ми, Филип, книгата каде е достапна? Како можете ќе имаме сигурно заинтересирани гледачи кои што ќе сакаат да стигнат до книгата, чисто како некој гайдлайн да се имаат во одредени ситуации, каде може да ја најдат? Иве кај нас веќе ќе ја имаме достапна, али каде може да ја најдат и на друго место? Книгите се достапни на страница.mk како дел од Ad Verbum
кој што е издавач на книгата, меѓутоа се достапни и во литература, се достапни и во голем број аптеки низ Македонија, така да во тој контекст може да се навистина добие една прецизна и квалитетна стручна информација од една страна, а од друга страна да е напишена на јазик кој што е разберлив за најголем дел од пациентите. Така. Ти благодарам што беше дел од нашиот проект Smart Health, паметно здравје во наш превод. Споделивме доста корисни информации за гледачите. Дел од нив и веќе ни се пациенти. Ги очекуваме, ве очекуваме и тие кои што не сте ни пациенти, да не консултирате, да се посоветувате со нас. Стоиме на располагање, дали тоа ќе го направите по социјални мрежи, дали ќе не посетите, дали телефонски ќе не контактирате, стоиме на располагање за било каква консултација поврзана било со совети, било со насоки, било со услужна дејност како фармацевт. Продолжуваме да го демистифицираме светот на фармацијата, останете со нас.